кажете ми што ве смее во животот и колку му посветувате внимание вие на хуморот, колку е он составен дел во животот. Што е оно што тебе би било најсмешно во животот? Ти. Гол, така? Не. Тебе кога те гледам, значи се... А не се насмеа еднаш вечерно. И како е? Напротив, цело време Чека да почнам. состојби на ум ми вадеше. Па, значи, филозофска нишка тука да се провлече низ емисија. Ниче, да. Политички завршив, значи има и разбирање. Разбирам, Значи, сватив. те мола. Сватив. Добро, јас те смеам. Што е тоа што те смее кај мене? Лажам, значи лажам. Порот! И тоа е смешно, Абе, не, тоа е. Значи, си исклучив на момент те молам. Да. Ме смее, значи ме смеат моите пријатели, моите блиски луѓе, кога ќе се разбудам, значи, кога ќе се разбудам, се смеам самата на себе, значи се будам со насмевка затоа што сум таква родена и мислам дека имитирам позитивна енергија, нели? Ви гледаме? Како не, ефтен. Јас се испотив од што си позитивен. Ој, ке... Се будам и се смеам. Ова е тоа позитивно, така? Ова е тоа. Ширете позитивна енергија. Чекај да почнам. Сакав да кажам дека се смеам и кога ми е тешко на душата, значи кога значи чувствувам нервоза, стрес, гнев, со позитивна мисла и со насмевка тоа го пребродувам и на некој можеби тоа не му се допаѓа и му звучи ненормално. Да, ама ти... Меѓутоа, јас сум Весна позитивна денеска си и... отпуштена од работа. Исто ќе Директоре, реагирам. позитивна Искрено, енергија, значи така? не се трудам да не се фокусирам на негативна енергија, стрес, нервоза, нешто што ме прави несреќна, туку само на тоа што е позитивно и да го извлечам најдоброто од секоја ситуација. Одлично, ваков оптимиста немам видено, ми се граничи... Субстанцијален оптимист. Да, ми се граничи со утопија, извини, морам да бидам вака дрзок и извини што ќе опцујам, али тоа е тоа. Малце утопија, али пробам и јас така да функционирам во животот. Не ми иде, јеби га се. Брате, смееш. Тоа е, понекогаш мораш и да се изнервираш и да плюкнеш и да се развикаш на некого и да му ебеш мајката и да ти ебеш мајката. Извини, тато. Ајде. Прабаба ми ширела позитивна енергија. Она на едната нога напишала позитивна, на другата енергија. Цело време ги ширала. Јасен ми е тој термин. Ке се отрујаме. Владче, кажи ми, што е тоа што тебе те смее во животот? Кичево е познато по својот чешит, муавет, хуморот и такви работи. Да. Има нешто што тебе те расположи виц некој? Па виц, да, меѓутоа мене најмногу ме расположуваат кога некој добро ќе каже виц. Значи, А ти не кажеш добро вице, така? Ја и Део исто не кажуваме добро вице. Ти ќе кажеш виц? Ајде, и ти ќе смислиш, така? Си биле две плавуши комшики. И едната видно возбудена открила нешто неверојатно. И трча кај другата и вика: "Дој да видиш што сум открила." И трчаат двете кај другата у куќа. И едната плавуша влегуваат во кујна, и едната плавуша пали светло и гаси. И друга вика: "Кај отиде светлото?" И другата отвара фрижидер и вика: "Еве го." Браво. Ја те браво. Имаш некој омилен виц? Ја ќе го кажам. барал некој кола сака да купи и во оглас листа и нашол, да речем, таква и таква кола, толку пари. И се размислува недела две поминува, размислува дали да ја земе и решил зел телефонот и врти. Ало, здраво, се за огласот ја ти кажам, не ја земам колата. Добар, браво. И мене ме збуни, одлично. Срче, тебе те смее нешто во животот или тоа е дел цело време? Што тоа расположува? Па не знам, јас сум секогаш насмејана. Луѓето што ме знаат дека сум секогаш насмејана. А она што најмногу ме расположува е Део. Тоа е дел, а? Да. Не идеш ти за мене. Може еден аплауз за Део. Или Знаеш дека ја и Део те прогласивме за наша икона. И
тоа јавно. Има некои од овие рапери се занесуваат сакале некои певачици ова она. Ти си нашата икона и ти си наш заштитен знак. Најтажни ќе бидеме во Македонија, верувам и после тато и мама, најверојатно ние двајца. Меѓутоа ќе ни ветиш дека ќе ни праќаш по некој имайл. Обавезно. Да. Обавезно. И Бар тајни предвидења. Имајлот? имайл. Ќе ти го дадам преди да ги обавезно. Добијаш. Рачунај, добијаш. Јас само да ве поздравам и да ви заблагодарам што бевте мои гости. Јас си поминав прекрасно, не знам како вие, како вашите дома ќе бидат задоволни од емисијава. Мене ми беше супер прекрасно и пријатно со вас и состојбата на умот ми беше идеална. Мислам дека следнава недела дена ќе можам да вегетирам комотно. Ја имаш материјал за Веќе сум вечер. повезан со природата. Да. Сакам да ти посакам долга кариера, да ти посакам да се определиш во животот, да, и да го правиш тоа што најдобро знаеш да го правиш. Сето друго е, нели, пропратна манифестација или последователна манифестација во животот. Да ти посакам убави луѓе околу тебе, да си фатиш дечко, симпатијата да стане конкретна. И да родиш 3-4 дечења, како што вети, Владче, тебе да ти посакам уште многу турнеи во животот, надвор во Австралија, да излезеш многу убава народна музика, да извадиш и ти второто CD, бидејќи ти е во припрема, така? Па при крај ќе биде. При крај ќе биде. Поздрави го Вујче многу. Исто не те прашав дали си во врска, меѓутоа се надевам дека наскоро и ти ќе допринесеш да земаш за трето дете овдека во државава. Види, пари џабе не треба да ги одбиваш ако некој ти ги дал за тоа. Тебе да ти посакам долг брак, да ти посакам многу дечиња, убав престој во Перу, да си докторираш, да си магистрираш постдипломски се што ќе сакаш да направиш, сите желби да ви се исполнат. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости. И за крај имате нешто што сакате да го кажете, а ја не успеав да ве прашам. За вашите фанови, за вашите пријатели. Јас уште еднаш да ти се заблагодарам за поканата. Стварно ми беше чест, значи нема теорија. Значи како сакаш сватиме, стварно ми беше чест. И да ти посакам исто на тебе плодна и успешна кариера и да те чува Господ од зло, да ти даде сила и се што твојата душа ќе посака Ти реков, на тебе и на Дејан. ти реков да. А тоа да не сум јас? Не, добро, важи, нема проблем. Владче, има нешто што сакаш да кажеш? Не, Ева те прашам, те доважата ти е нова или? на грбот? Да, таа што Само што ја завршив, да. Само Ти ја што- покажи? Не, ќе ја покажеме во следната емисија, ќе ми биде гостин човекот што ме тетовираше. Сара, има тебе нешто што не те прашам? А сакаш да го кажеш или сакаш Јас да го само кажеш без сакам да да те прашам? кажам дека ве сакам многу и двајцата. Да? Да. Океј, драги мои, Скинеме. тоа беа нашите гости за вечерва. Се надевам дека си поминавте прекрасно, дека ви одземавме 1 час и 10 минути. Групата што ја видовте беа мои гости, што отсвира и со нив се надевам дека доправа им престои кариера или најава за следната сезона да бидат мои целовечерни гости во емисијата. Да ве поздравам од Пела Роса, се што тече не е вода, знаете, драги мои, Монтенегро. Има се и за вашата дома од А до Ш, Пела кафеела на Пела, ако сакаш да си фатиш женска, и Промес, врвната индустрија за сувоместни производи во Македонија, и пошироко Хотел Мрамор, модно студио Црнокрак, Ивана Атанасовска, нашиот шминкер, ресторант Дуомо, Ред Карпет, оној што не облака квалитетно, Автомото клиника Манџар, дневниот вестник Вечери, специјализираното списание за угостителство Бар Кот.